откако вчера заврши јавниот оглас на опозицијската СДСМ за нивен представник во ад-хок телото задолжено за мониторирање на медиумите во предизборниот период, како и представник, односно главен и одговорен уредник во Македонската радиотелевизија, од Социјалдемократскиот сојуз денеска соопштија дека досега се пријавени за овие две позиции 20 кандидати кои што се професионалци, како што рекоа од партијата, меѓутоа не конкретизираа точно кои имиња, односно за кои лица станува збор, со оглед на тоа што како што кажа и ти, до сабота се уште има рок за партиите да се одлучат кои ќе бидат нивните кандидати представници на ова ад-хок тело. Да ја слушнеме изјавата околу медиумите од страна на Љупчо Николовски од СДСМ. Оно што можам во моментот да го кажам е дека после истекувањето на рокот, на овој повик за пријавување на кандидати за членови на ад-хок телото за следењето на медиумите и за главен одговорен уредник на Македонската радиотелевизија, пријавени се над 20 кандидати, пошто веднаш во текот на денот ние како политичка партија ќе извршиме интензивни комуникации и координации со граѓанските здруженија, со невладините организации, со професионалните здруженија на новинарите, пошто ќе може да имаме и повеќе детали околу самата постапка. Она што во моментот може да го кажам е само дека над 20 луѓе професионалци се имаат пријавено на токму на овој повик до заклучно со рокот кој беше вчера. Освен ова информација од Социјалдемократскиот сојуз, од останатите партии се уште не откриваат конкретни имиња околу нивните представници во предизборната комисија. Исто така од ВМРО ДПМН само кратко соопштија дека консултациите се во тек како што велат и од нивна страна ќе биде испочитуван рокот што е утврден согласно договорот од 20 јули. Дополнително во медиумите последниве денови се појавија шпекулации дека во ова ад-хок тело нема да има представници од албанските партии ДУИ и ДПА, меѓутоа овие две албански партии ниту досега ниту ја имаат потврдено, ниту ја негираат ова информација, така што останува да видиме дали ќе учествуваат нивни членови во ова ад-хок тело. Инаку, согласно договореното на 20 јули помеѓу четирите најголеми политички партии, предвидено е привремената комисија за мониторирање на медиумите на студена пред избори да биде формирана најдоцна до 19 август. Таа ќе треба да во текот на изборниот период да следи дали медиумите балансирано известуваат за изборниот процес, а исто така предвидено е ова ад-хок тело да биде во состав на Агенцијата за аудиовизуелни медиуми, па согласно оценките и одлуките на ова тело, треба да носи Агенцијата за медиуми одлуки за казни или за санкционирање на медиумите за кои што ад-хок телото ќе одлучи дека можеби е потребно. Иван, за сега тоа се информациите кои што ги имам околу кои се членови би биле и до кога би биле соопштени нивните имиња за учество во ад-хок телото. Дополнителни информации секако очекувајте во некој од наредните изданија.